Почитувани, Мицкоски и ВМРО ОКГ сакаат да ги продадат водата и струјата на граѓаните за интереси на странски дата центри и собствени тендерски профити. Мицкоски и ВМРО ОКГ инсистираат на големи комерцијални дата центри во Македонија и покрај сериозните ризици кои ги носат овие проекти и покрај примерите од светот каде градовите и државите се откажуваат од нив. Мицкоски повторно гледа за себе си во големите тендери, во градежништвото, инфраструктурата и придружните услуги. Јавните ресурси се пренасочуваат кон приватни џебови, а граѓаните остануваат да плаќаат повисоки сметки. Иако дигиталната трансформација е важен приоритет, привлекувањето на хиперскала дата центри представува непропорционален стратешки ризик за нашата земја. Овие објекти трошат екстремни количини електрична енергија и чиста вода, додека економскиот поврат, вработување и даночни приходи е минимален. Еден голем дата центар троши меѓу 1 и 3 милиони литри питка вода дневно, колку што троши град со 15 до 30.000 жители. Во услови на климатски промени, суши и воден стрес, ова директно ќе доведе до рестрикции за домаќинствата и земјоделството. Нашиот енергетски систем е веќе ранлив. ЕСАМ работи со загуби и застарена технологија. МЕПСО има проблеми со балансирањето поради соларниот бум, а ЕВАНА се соочува со раст на пазарните цени. Додавањето на масивни 24/7 потрошувачи ќе зголеми зависноста од увоз, ќе ги покачи сметките за струја за граѓаните и ќе загрози стабилноста на мрежата. Вработувањето е исто така разочарувачко. Само 25 до 50 директни работни места по објект, со поголемиот дел од управувањето на ремоут. Ова не е развој, туку создавање на изолирани острови, кои црпат ресурси, а профитот го извезуваат надвор. Светот веќе реагира. Во Холандија, Мета го откажа големиот проект во ZeeWolde поради отпор од граѓани и фармери, заради огромна потрошувачка на енергија и влијание врз земјоделството. Во Ирска, владата воведе мораториум на нови дата центри околу Даблин до 2028 година, бидејќи тие трошат над 20% од електричната енергија на земјата. Во САД, Аризона, Вирџинија, Мисури и останатите, десетици проекти во вредност од десетици милиарди долари се блокирани или откажани поради недостиг на вода, раст на сметките за струја и уништување на локалната средина. СДСМ бара мораториум на изградба на нови комерцијални дата центри кои користат системи со испарување на вода. Доколку се дозволат помали проекти за државни потреби, инвеститорите да бидат законски обврзани на исклучиво воздушно ладење без потрошувачка на вода и собствено производство на енергија со соларни паркови и батерии, без повлекување од националната мрежа. Јавно ги повикуваме Мицкоски и ВМРО ОКГ да ја прекинат оваа неодговорна политика и да ги стават интересите на граѓаните на прво место, наместо своите тендерски и провизиски интереси.